Утро во нападот Прилеп Битола, во близина на селото Лагово, се случи тешка сообраќајна несреќа во која учествуваа патничко возило Toyota со прилепски регистарски таблички и товарно возило Volvo со скопски таблички. Патничкото возило се движело кон Битола, а камионот кон Прилеп. Во несреќата, патничкото возило се запалило и на самото место загинаа тројца патници од Прилеп. Лекар од итната медицинска помош ја констатирал смртта на лицата. На местото на настанот се извршува увид од страна на јавен обвинител и полицијата. Сообраќајот на магистралниот пат е затворен во двата правци. Поради продор на студен воздух од Северна Европа, во Словенија дождот започна да преминува во снег. Камерите веќе регистрираа снежни сцени на планината Кредарица, која се наоѓа на надморска височина од 2515 метри. Во текот на денот и во петок се очекува значително зголемување на снежните врнежи на словенечките планини. Во предстојните мемуари, кои ќе бидат достапни следната недела, Меланија Трамп јасно се залага за правото на жените да одлучуваат за раѓање на дете, без интервенција или притисок од владата. Во книгата, Меланија силно го брани правото на абортус, нагласувајќи дека жените треба да имаат целосна автономија врз своите тела и одлуки. Овој став е во спротивност со позицијата на нејзиниот сопруг Доналд Трамп, кој се залага за ограничување на абортусот од страна на американските држави. Мемуарите ќе бидат објавени 4 недели пред претседателските избори во Соединетите Американски држави, што би можело да има влијание врз изборната трка. Обединетите нации ја осудија одлуката на Израел да го прогласи генералниот секретар Антонио Гутереш за персона нон грата, нарекувајќи го тоа уште еден напад врз персоналот на Обединетите нации. Портпаролот на Обединетите нации, Стефан Дужарик, изјави дека одлуката на Израел е политичка изјава на премиерот Бенјамин Нетањаху и нагласи дека Обединетите нации не го признаваат концептот на персона нон грата за нивниот персонал. Обединетите нации ветија дека ќе ја продолжат соработката со Израел на оперативно ниво и покрај тензичната ситуација. Дужарик додаде дека во неговата долгогодишна кариера никогаш не видел таква реторика против генералниот секретар и повтори дека Гутереш патува во земји само по покана на релевантни власти. Британскиот министер за одбрана Џон Хили се сретна со војници подготвени за евакуација на британци од Либан, додека тензиите на Блискиот исток се зголемуваат. Хили им се заблагодари на војниците кои учествуваа во операцијата за заштита на Израел при иранскиот ракетен напад. Британското министерство за одбрана потврди дека авиони Тајфун не погодиле цели, но одиграле клучна улога во одвраќањето. Во меѓувреме, чартерлетови организирани од Велика Британија и Австралија веќе почнаа да евакуираат нивни граѓани од Либан. Првиот британски лет слета во Бирмингем, а нови летови се планирани во наредните денови, додека Австралија организира летови за стотици своји државјани.